120 работници од Кочани кои беа вработени во фабриката за рециклирање на хартија Papermill од денеска не одат на работа. Дали ќе ги добијат отказните решенија или не ќе одлучи бугарскиот сопственик на компанијата. Во секој случај, одлука за затворање на фабриката е донесена во текот на вчерашниот ден. Според менаџерскиот тим, причина за затворање на Papermill е неисплатливоста во производствениот процес, како енергенс да се користи метан наместо загадувачките пелети, иако добиле позитивни резултати од 2 лаборатории. Сепак, резултатите од лабораторијата, што ја ангажирал Државниот инспекторат за животна средина, биле негативни, пошто следувала казна од 20.000 евра, а подоцна и налог за замена на пелетите со метан. Инаку од Papermill соопштуваат дека во меѓувреме бил направен план за нови 60 вработувања со проширување на производствениот процес во соседните погони на некогашната фабрика за целулоза и хартија, каде требало да се инвестираат 1,5 милиони евра, а подоцна да се вложат уште 5 милиони евра. Но сето тоа нема да се реализира затоа што фабриката не можела да работи на дневно политичка основа. Фабриката Papermill во текот на 2020 година беше посочувана како еден од главните загадувачи на воздухот во Кочани, поради што се одржа повеќе граѓански протести. На нив се повикуваа вработени да ги напуштат работните места, оти им се нашла нова работа. Но што ќе се случува и со фабриката и со вработените, главно ќе одлучи сопственикот од Бугарија.